Канал 5, Централни вести, ви благодарам што сте со нас. Еве ги насловите. Дали Британија ќе враќа мигранти во Македонија? Опозицијата обвинува, власта негира. Дали за носење мигранти од Британија е направена проценка на безбедноста? Нема да се градат било какви бегалски кампови. Може ли Македонија да обезбеди решение кое ќе ги исцрта црвените линии? Што доколку Брисел не испорача гаранции? Интензивно барање на нова формула, доколку не ја прифаќаме ова, која што може да биде на некој начин прифатлива и за Европската Унија. Силјановска Давкова, покровител на Свечената академија за Свети Климент Охридски. Ја основал Охридската книжевна школа. Во таа скрипторска школа се одразени најстарите македонски црти. Имате тоа што сме ние, тоа што не прави тоа што сме денес. Тинејџер од Скопје завршил на дежурен лекар поради консумирање голема количина енергетски пијалаци. Лекарите предупредуваат на внимателност. Откако дел од британските медиуми објавија дека Македонија е една од дестинациите за депортирање на мигранти кои таму не добиле азил, опозицијата обвинува дека власта нема мандат да преговара за мигрантите. Од СДСМ прашуваат дали власта има безбедносна проценка за ризиците и како Македонија би се справила со мигрантите, ако тоа не можат да го направат ниту високо развиените земји. На британските национални телевизии, аналитичарите веќе ја спомнуваат Македонија како држава која може трајно да прими дел од мигрантите. Мицкоски и ДПМН, со нивните политики, ги бркаат младите македонци од државата, а сега планира да носи мигранти од трети земји. Кој му дал дозвола на Мицкоски да преговара за мигранти? Никој. СДСМ со целиот свој капацитет ќе се спротистави на овие антидржавни политики на Мицкоски и ДПМН. Од ВМРО ДПМН пак тврдат дека договорот со стратешкото партнерство со Британија не предвидува изградба на бегалски кампови, туку изградба на инфраструктура, автопати, железници, а опозицијата според нив спинува. За жал на опозицијата која што се обидува да спинува, нема да се градат било какви бегалски кампови. Британија, откако излезе од Европската Унија, со сите земји од Западниот Балкан, но и со самата ЕУ, склучува вакви договори каде што Британија ја враќа легалната основа на Фронтекс, таму каде што Македонија и земите членки на Европската Унија и земите кандидати имаат легална основа за борба против организирана нелегална миграција и заштита на границите, тоа го прави Британија со овој дополнителен механизам кој што е комплементарен со Фронтекс. По бројните написи и дебати во британските медиуми дека постои можност нелегалните мигранти од Британија да бидат депортирани во Македонија во повратни центри, според како што наведуваат планот на премиерот Стармер, вчера од британската амбасада повторно беше реафирмирана соработката меѓу двете земји, а во објавата не беа споменати мигрантски кампови. Пред неколку месеци амбасадорот Лосон демантираше изградба на мигрантски кампови, односно кажа дека станувало збор за поголема полициска соработка и борба против криминалните мрежи. Мицкоски од Конгресот на ВМРО ДПМН, каде што едногласно беше реизбран на председателската функција, ги посочи двата столба за кои што Македонија е подготвена да разговара околу пристапните преговори. Пресудите од Страсбур и нови заклучоци од Европскиот совет. Би довело ли тоа до стендбај во преговорите и што може земјава да направи доколку не ги добие потребните гаранции од ЕУ? Детали има Михајло Видимлиски. Интензивирање на дипломатската активност и нова формула е едно од решенијата во случај Брисел да не даде прецизни гаранции, вели поранешниот амбасадор во Берлин и Виена Ѓорги Филипов. Премиерот Христијан Мицкоски од партискиот конгрес во Кавадарци порача дека Македонија мора да обезбеди решение со јасни црвени линии, кој ќе го заштити идентитетот и ќе спречи идни условувања и предавства. Филипов вели ако не се исполнат обврските, а земјава не добие гаранции, не исклучува да дојде и до замрзнување на преговорите за членство. Едно од најверојатните сценарија, ако дојде до одложување на уставните промени, а после изгледа ќе дојде, реформите значи се ставаат на пауза. Владеачката гарнитура ќе одбие да го
притиска тоа прашање, додека не постојат гаранции, не верувам дека Европска унија ќе даде некакви специјални гаранции за тоа, бидејќи таа инсистира разговорите се водат како и со секоја друга земја. Тоа значи дека патот кон членството на ЕУ на некој начин ќе остане замрзнат. Со можност за натамошно одмрзнување доколку се постапи по засега цврстиот став и на Европска унија и на Македонија. Затоа е потребно интензивирање на дипломатската активност наша. Не само посетување посети, туку и интензивно барање на нова формула, доколку не ја прифаќаме ова, која што може да биде на некој начин прифатлива и за Европската унија. Мицкоски рече дека не гледа соговорник во Софија за отворените прашања, но и порача дека е подготвен да разговара во Брисел, но нема поместување на позициите без доследна примена на пресудите во Страсбург кои се однесуваат на македонците во Бугарија. Нема поместување ниту милиметар она што им припаѓа на македонците од другата страна на границата во Пиринска Македонија. А тоа е ни помалку ни повеќе доследна примена на сите досегашни пресуди на Судот за човекови права во Страсбург. Ако навистина никој нема проблем со нашата вековна идентитетска константа и нашиот мајчин македонски јазик и дека нема да има повеќе билатерални вета, тогаш најмалку што заслужија граѓаните на оваа земја е нови заклучоци од страна на Европскиот совет. Ова се двата столба за кои што сме подготвени да разговараме. Мицкоски порача на Софија и да одлучи дали сака билатерални разговори или разговори со Брисел, но и дека партнерството со НАТО и Европската унија може да биде силно само ако е рамноправно. Силјановска Давкова, покровител на Свечената академија за Свети Климент Охридски. Ја основал Охридската книжевна школа. Во таа скрипторска школа се одразени најстарите македонски црти. Климент е тоа што сме ние, тоа што не прави тоа што сме денес. Деновиве тинејџер од Скопје завршил в болница поради конзумирање голема количина енергетски пијалаци. Доктор Чибишев предупредува дека овие пијалаци во големи количини можат да предизвикаат сериозни здравствени компликации. Уште повеќе што ова е тренд кај младите. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. 17-годишник од Скопје завршил на дежурен лекар откако испил голема количина енергетски пијалоци. Тренд кај младите е конзумирање на овие пијалоци што содржат голема количина на кофеин. Најчесто се пијат заради потреба од будност и поголема енергија, но тоа треба да биде во умерени количини, потенцира професорот од токсикологија Андон Чибишев. Овие пијалоци испиени во големи количини предизвикуваат сериозни компликации по здравјето на луѓето. Може да го стимулира прво кардиоваскуларниот систем, а потоа и централниот нервен систем. Значи, испиен во поголема количина, тој неповолно делува на центарот за регулација на работата на срцето, ја забрзува работата, тахикардија, може да го зголеми крвниот притисок, да ја зголеми вознемиреноста, да го зголеми самодовербата и да предизвика кај конзументот несоодветно однесување во соодветни прилики и ситуации. Загрижувачки е што пијалоците представуваат забава кај малолетниците кои ги пијат во комбинација со алкохол, што може да предизвика сериозни компликации по кардиолошкото здравје кај децата. И во упатствата за конзумација на овие пијалоци пишува дека се прилично опасни кога ги конзумираат лица до 20 години и лица кои што го комбинираат со алкохол. Стимулатор еден, енергетскиот пијалок, алкохолот во старт во мала количина исто така го стимулира организмот и се суперпонира дејството, значи двојно дејство имаме кое може уште понеповолно да делува. Професорот Чибишев апелира до пазарната инспекција да се контролираат продавниците каде се продаваат никотински производи и алкохол, бидејќи многу често на дежурства има и малолетници под дејство на алкохол.
Иако до новата година има уште 20 дена, во Скопје веќе почнаа новогодишните прослави. Надлежните апелираат да се вози внимателно и да не се претерува со алкохолот. Деталите ги има Дејан Трајковски. Веселите, уфорични и блескави предновогодишни забави неретко знаат да добијат мрачна страна. Комбинацијата од алкохол и автомобил подсетува дека една погрешна одлука позади воланот може да заврши трагично, додека бројките од фаталните несреќи, најчесто предизвикани под дејство на алкохол, предупредуваат, надлежните апелираат: ако не пиеш вози, ако пиеш викни си такси. Алкохолот е една од трите главни причини за големи сообраќајни несреќи со човечки жртви. Не ризикувајте, не се работи за тоа дали некој ќе ве казни или нема да ве казни, дали некој ќе види дека сте испиле или не сте испиле, туку вие да не се ставате во ситуација да ризикувате, да го ризикувате вашиот живот и животот на останатите. Уште едношка апел до сите возачи: не возите дека пиете и не пиете дека возите. Уопште да не седнуе позади волан. И лепо фино има такси, братче. Безбедно да си стигнеш дома, пошто увек дома има некој што те сака и што те мисли. Ако пиеш, пи, немој да возиш. Ако возиш, немој да пиеш. Не препорачувам да се консумират ниту капка алкохол, само лоши нешта се дешават со тоа. Во меѓувреме, голем дел од оние кои ги анкетиравме се уште размислуваат дали ќе бидат дел од предновогодишните забави, кои, иако има уште најмалку 3 седмици до новата година, всушност веќе и почнаа. Некои велат таквите собиранки станале луксус, за други пак е одлична можност за дружба. Генерално секој излегување сега е прескапо, не мора да значи дека е само околу нова година, али да, околу нова година има и влезници и покачување на цени. И да, ја мислам дека е луксус, особено за младите во Македонија. Кога ќе влезеш во ресторан, прво земи го менито, зашто ќе паднеш у несвест. Како иде инфлација, сигурно е поскупо за разлика од лани. И скапо, и да ги кажам индивидуално, јас немам навита. Да се вози внимателно и без алкохол апелираат и од МВР, кои посочија дека на улиците ќе има засилени полициски контроли. Тие воедно посочија дека и во тест периодот на Safe City веќе се забележува сериозен позитивен тренд каде возачите стануваат повнимателни, односно велат, драстично е намален бројот на прекршоци. Од Управата за јавни приходи најавуваат дека во следниот период во пресред на новогодишните празници ќе се спроведуваат засилени контроли со фокус на угостителски објекти, дискотеки и други објекти кои што работат со готовински плаќања. Во текот на ноември при секоја четврта контрола било регистрирано неиздавање фискални сметки. Изречени биле над 2500 глоби и забрана за вршење на дејност кај 113 даночни обврзници. До 20 ноември УЈП спровела 3500 советодавни посети на продавници и угостителски објекти околу информирање за најчестите неправилности со цел навремена корекција и нивно усогласување, информира од Даночната управа. Антикорупцијскиот тим на СДСМ со нови обвинувања на адреса на првиот човек на Созера Томовски откриваат, како што тврдат, негов телефонски број поврзан со семејната фирма. Го проверивме овој број и погледнете чија фотографија излегува. На Ивица Томовски. Не дека ова беше неопходно за да се потврдат семејните врски на Ивица со неговиот татко, ниту пак со неговиот роднина Кутановски, кои се во оваа фирма. Затоа Антикорупцијската комисија и јавното обвинителство мора да покренат истрага за конфликт на интереси и за корупција во врвот на власта на Мицкоски. Кој сега ќе се извинува Томовски? Јака работа завршил антикорупцијскиот тим на СДС. Го објавиле мојот број, кој што е јавно достапен, а за клеветите ќе има тужба, одговори Томовски. Јасно е дека сега најдобриот ученик на ЗАЕФ, Филипче, мора да ја исполни задачата, да го пополни просторот и да не се говори за златните визи, тајните сметки и бизнисите во Дубај. Јас не сум собственик, не приходувам и немам никаква директна врска со споменатата компанија.
Досега не чув каков криминал сум направил, ниту пак видов докази за тоа. Денеска јавно го објавија мојот телефонски број, на кој што можеа да се извинат, но избра да одиме по судски пат. Ќе одговараат и следува тужба, вели Томовски. Во пресред на утрешниот празник, посветен на Свети Климент Охридски, вечерва под покровителство на председателката Силјановска Давкова се одржува свечена академија. Во вестите го вклучуваме во живо Здравко Димитров од Музеот на македонската борба за самостојност. Здравко, да чуеме детали, наскоро се очекува и почетокот на свечената академија. Токму така, Борче, во моментот со снимателот Христијан Димитровски се наоѓаме пред Музеот на македонската борба за самостојност. Во секој момент се очекува да пристигне председателката Гордана Силјановска Давкова, под чие покровителство се организира и свечената академија на која што таа и ќе се обрати, таа се уште не е пристигната. Таа треба да се обрати во музеот. Инаку Свети Климент, да се насочиме повеќе, бидејќи таа се уште нема дадено изјава, ќе слушнеме повеќе во следното информативно издание. Свети Климент е важна алка во зачувувањето на македонскиот идентитет, македонската култура и македонскиот јазик. На оваа тема денеска поразговаравме и со дел од академската фела во државата и повеќе предлагам да слушнеме од прилогот во продолжение. Свети Климент, како и Кирил и Методи, има големо значење за македонската нација, држава и црква, бидејќи тој е извориштето на писменоста која се развива преку Охридската книжевна школа, вели професорот од Институтот за национална историја Митко Панов. Климент е во суштина и самата црква. Тој е самата црква Охридска архиепископија. Тој е светилник и заштитник на Охрид. Тој е световен и духовен водач на својот народ и црква. Тој е патрон на Македонската православна црква Охридска архиепископија. И затоа Климент е македонската национална икона. Климент е тоа што сме ние, тоа што не прави тоа што сме денес. Затоа Македонија и македонската нација го чествува Свети Климент како државен и црковен празник. И професорката Елка Јачева Улчар вели дека Климент Охридски е еден од најдаровитите ученици на Кирил и Методиј, покрај неговата скрипторска дејност и како што посочи ширењето на христијанството меѓу народот, се смета за основач на првиот словенски универзитет во Охрид, каде во текот на неговата 30 годишна работа поминале околу 3500 ученици. Благолицата, благодарение на неговата активност и на активноста на Свети Наум, кој подоцна му се придружува, успева да се задржи дури до крајот на 11-тиот, почетокот на 12-тиот век. Во тие ракописи кои што се настанети во таа скрипторска школа се одразени најстарите македонски црти кои што македонската црковнословенска варијанта ја издвојуваат од бугарската. И според Јачева Улчар и според Панов, делото на Климент Охридски има нераздвојна идентитетска врска и сведоштво за традициите и нашето културно наследство. Климент Охридски ја формира Охридската книжевна школа во 886 година, а 6 години подоцна му се придружил и Наум. Така е, Борче, во моментот додека течеше прилогот кој што можевте да го видите и слушнете, пристигна и градоначалникот на општина Карпош Сотир Лукровски и господин Стефан. Се уште нема пристигнато никој друг од извршната или од законодавната власт. Инаку, колку за потсетник, утре во 11:30 часот во парламентарната сала ќе се одржи и церемонијата на која што ќе биде доделена наградата Свети Климент Охридски. Тие се деталите. Ќе останеме да го проследиме и обраќањето на председателката Гордана Силјановска и ќе слушнеме повеќе во следното информативно издание. Студио. Така е. Ти благодарам Здравко Димитров за чествувањето на Свети Климент Охридски и свечената академија денеска. Председателот на Собранието Африм Гаши во Доха имал средба со генералниот секретар на Врховниот комитет за испорака и наследство на Катар Хасан Алтавада, задолжен за развој на филмската индустрија. Како што информира од Собранието, целта е поголем развој на културни и креативни индустрии.
Државата Катар ја отвора можноста за инвестирање и поддржување на филмови и медиумски проекти како дел од долгогодишна визија за Катар. Двајцата соговорници се согласиле дека соработка меѓу филмските институции и фестивали на двете држави преку заеднички продукции, поддршка на млади продуценти и режисери, може да придонесе за збогатување на креативниот потенцијал на двете држави. Тоа беше се во Централните вести. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер.